Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе размислуваме и ќе зборуваме на две теми кои прават една целина. Што значи тоа да се биде дел од Божјото семејство? И што значи тоа да се биде христијанин? Библијата учи дека Исус Христос и Таткото се едно. И дека Исус е единородниот Божи Син, кој се воплоти и стана човек. Овој термин значи дека Бог го гледа Христос како дел или член на неговото семејство. Зборувам човечки. Христос припаѓа во семејството на Бог, зборувајќи човечки, бидејќи божеството е голема тајна за објаснување. Но ако се направи паралела со Божиот наново роден народ, тогаш и ние сме членови на ова семејство, Божјото семејство. Павле тоа го нагласува во Римјаните 9 глава 8 стих и вели: тоа значи дека сите деца по тело не се Божи деца, туку децата на ветувањето се сметаат за потомство. Но како да се стане дел од Божјото семејство? Кога го слушаме Евангелието, добрата вест, радосната вест, и го послушуваме од се срце, ние осознаваме дека треба да се покаеме и да ги исповедаме нашите гревови пред Бог, верувајќи дека Исус Христос умре на крст како заменска жртва за нашите гревови и за гревовите на сите луѓе. Кога оваа вистина ќе ја прифатиме со вера, тогаш во тој момент Бог го препородува нашиот живот и стануваме дел од неговото семејство и наследници на неговото царство. Ова Павле го истакнува како факт во Римјаните 8 глава 14 до 17 стих, велејќи: сите оние кои ги води Божиот дух, тие се Божи синови. Имено, не го примивте духот на робството, за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме Ава, Татко. Самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божи деца. Ако сме деца, тогаш сме и наследници. Божи наследници, а и Христови сонаследници. Ако страдаме со него и да се прославиме. Сите верници кои се родени од Светиот Дух се Божи деца. И само тие се вбројуваат во Божјото семејство. И според нивната позиција тие растат и созреваат во верата до полното познавање на Божиот Син, за да се усовршат светите за делото на службата, за изградување на Христовото тело, додека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст. За да не бидеме веќе деца, кој ги лулее и ги носи секој ветар на науката, што со човечката измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Туку говорејќи ја вистината во љубов, ние треба да растеме во се кон Него, кој е глава Христос. Од Него целото тело е поврзано и соединето во едно, на тој начин што секој дел дава подкрепа според една мерка на секој одделен дел. Тоа прави телото да расте за својата собствена надградба во љубов. Тоа го запишал апостол Павле во Ефесјаните 4 глава 12 до 16 стих. Сите овие предности се стекнати благодарение на неискажливиот Божи дар, на неговата милост која се откри во возлюбениот, односно во Исус Христос. Како што не и определи однапред, за да не посини преку Исус Христос по благоволение на својата волја, за да биде фалена славата на неговата благодат со која не дарува во возлюбениот. Ова посинување значи дека сме посвоени да станеме негови синови и ќерки и да бидеме членови на неговото семејство. Павле за тоа посинување посебно зборува во писмото до Галатјаните во 4 глава. И вели: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примиме посинувањето.
А бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца духот на својот син кој ви вика Ава татко. Затоа не си повеќе роб, туку син. А ако си син, тога си наследник на Бог преку Христос. Како Божи синови, ние сме наследници на Божјото вечно царство. Исус тоа ни го вети на сите нас кои веруваме во Него, велејќи: тогаш царот ќе им рече на оние од десната страна: дојдете благословени од мојот татко и примете го во наследство царството кое ви е приготвено од создавањето на светот. Матеј 25:34. Има и многу други стихови кои се со иста содржина во поглед за наследството на Божите деца. Божите деца се благословени со сите духовни благослови од небесата, вели Павле. Благословите се бесконечни и вечни. Тоа е наградата која ги следува сите кои веруваат и кои ќе поверуваат во Божиот Син. Ова вистина е откриена само преку дејството на Светиот Дух кој живее во наново родените верници. Како што Павле во продолжение и напише на црквата во Ефес со намера да ги охрабри во верата, велејќи: во него и вие, откако го чувте зборот на вистината, Евангелието на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог за нашето наследство, за откупување на оние кои станаа Божја собственост и за пофалба на Неговата слава. Ефесјаните 1 глава. Се тоа ни дава сила да живееме праведно и побожно, во целосна послушност кон Бог, зашто крајниот исход од посинувањето и тоа што сме дел од Неговото семејство е нашето сигурно спасение, кое го имаме преку Исус Христос и ја очекуваме надежта за вечен живот по смртта. Тоа Павле го објаснува во писмото до евреите велејќи: затоа и може Христос наполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бог, зашто секогаш живее за да посредува за нив. Токму таков првосвештеник ни требаше и нам, свет, невин, непорочен, одвоен од грешниците и повозвишен од небесата. Евреите 7 глава. Да се биде дел од ова големо Божјо семејство, подразбира да се живее понизно и со целосна посветеност на Христос. Ти член ли си на Божјото семејство? И во надополнување на ова, ќе одговориме на прашањето што значи да се биде христијанин. Дефиницијата на ова прашање гласи: тоа е личност која исповедува и верува во Исус Христос, или вера која е втемелена на Христовото учење. Тоа е добра основа да одговориме на прашањето што значи да бидеш христијанин. Зборот христијанин во Новиот Завет е употребен 3 пати. Во Дела на апостолите 11 глава 26 стих, 26 глава 28 стих и во првото Петрово писмо 4 глава 16 стих. Тие што го следеле Исус за прв пат биле наречени христијани во градот Антиохија. Така ги нарекле бидејќи нивниот начин на однесување, активност и зборување бил во согласност со она што го објави Христос. Зборот христијанин буквално значи припадник на Христос или следбеник на Христос, тој што целосно му се посветил на неговото учење. Но за жал во текот на историјата зборот христијанин во голем дел го изгуби своето првобитно значење и често пати се користи од некој кој е само религиозен или има изградено свој лични морални вредности, кој во севкупниот живот не го одразува христијанството како што го објави Исус Христос. Многумина кои не му се воопшто посветени на Христос, а сепак во својата религиозна определба се изјаснуваат дека се христијани, па дури спремни се да војуваат за христијанството, бранејќи го туги нехристијански религии. Има такви. Така се изјаснуваат бидејќи одат во наречени христијански храмови или живеат во народ во нација која што се декларира за христијанска. Но одење во храм или црква не го прави никого вистински христијанин,
ниту пак го прави да биде добар во моралот и етиката. Да се биде формално член на христијанството и да се прават надворешни дела засновани од човечки фактор, никого не го прави Христов следбеник. Библијата учи дека добрите дела не се прифатливи за Бог како средство за спасение. Не спаси, вели Павле, не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост, преку капењето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух. Да се биде христијанин значи да се роди некој од озгора, од небото, од самиот Бог преку Светиот Дух. Откако ќе стане нова личност, тој ја полага сета своја доверба во Исус и живее во согласност со неговото учење. Павле во тој поглед јасно го дефинирал спасението. По благодат сте спасени, преку верата, не од вас самите, тоа е Божи дар. Ефесјаните 2 глава 8 стих. Вистинскиот христијанин е човек кој ја ставил својата доверба во личност и делото на Исус Христос, вклучувајќи неговата смрт на крстот, платата и откупот за нашите гревови, како и неговото воскресение на третиот ден по неговата смрт. Апостол Јован за таквите христијани вели дека се овластени и имаат Божи печат, а на сите што го примија, на тие што веруваат во неговото име, им даде право или власт да станат Божи деца. А како препознатливост и обележие дека некој е христијанин е љубовта и послушноста кон неговиот објавен Божи збор. Вистинскиот христијанин е вистинско Божјо дете и е дел од севкупното Божјо семејство, имајќи целосно нов живот во Исус Христос нашиот Господ. Тој се приклучува кон некоја локална црква и има силна желба да расте и да порасне во зрел христијанин. Нему секогаш му недостасуваат службите и секогаш сака да биде со Божиот народ, бидејќи има нов живот и е дел од него. Апостол Павле ги опоменува мрзливите христијани велејќи да не ги напуштаат собранијата, туку колку што гледаат дека денот или судниот ден наближува, толку повеќе да бидат во заедништво. Дали ти си донел одлука за да бидеш вистински следбеник на Исус Христос? Ако не си ја донел, денес е погоден ден за одлука, зашто тоа ќе ти биде вечен капитал што не може никој да ти го одземе. Вечен живот. Павле зова вели: кога ќе го слушнете гласот, Божиот глас, не ги стврднувајте вашите срца. Денес е најубавиот ден за прифаќање на вистината. Амин.